Нашата смиреност Петар, по милоста Божја, митрополит Преспанското-Пелагонijski и администратор Австралийски и Новозеландски, на сето свештенство, преподобно монаштво и верни дечеда во Преспанското-Пелагонijската и Австралийско Новозеландската епархија ми испраќаме мир и благослов, поздравувајќи ги со најрадосниот поздрав Христос се роди. Во Витлеем, кога се роди Богомладенецот, со ангелот се јави многубројно небесно воинство, кое го славеше Бога велејќи: слава на Бога во висините, а на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Одлюбени браќа и сестри во Христа Богомладенецот, радувајте се и ликувајте, славете и веселете се. Се радува и небесата, прославува и земјата, Синот Божи се раѓа и станува син човечки. Денес го празнуваме надприродното рождество на воплотениот и вочовечениот Логос Божи безсемено од пречистата Дева Марија. Денес ја славословиме силата на Троичниот Бог, што ги надминува законите на природата, но и силата на Божјата љубов, со која човеколюбивиот Бог го прегрнува човекот и светот. Оној кој е несместлив се сместува во пречистата утроба на Дева Марија. Оној кој со својата сила ги утврдил небесата, се роди како слабо дете. Оној кој го содаде светот станува создание. Оној кој нема почеток и крај се роди во време и простор. Оној кој е светлина на светот, светлина за ангелите и луѓето, се роди во темнината на Витлеемската пештера, оној кому херовимите и серафимите му служат. Од создавањето на светот, дење и ноќе пеејќи му: свет, 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 Господ Саваот, се роди како слуга. Возлюбени, христолюбиви чеда на Месијата. Месијата, кој е најпрекрасен, се роди и стана човек, останувајќи Бог, тоест Богочовек, така што сега натежнатите човечки очи се вперени во него и не гледаат друг Месија. Се роди царот, најмоćниот, за да може и најмалиот да стане и да извика: ние сме царски деца. Победник се роди, непобедливиот, да ги одбрани праведниците, да ги придобие грешниците, да ги собори злите духови под небото. Водаш се роди, највидовитиот, да се изведе и поведе, да ги изведе и да ги поведе изгубените. Се роди просветителот, најпросветлениот, за да го растури мракот и да ја просветли темнината. Се роди пастирот, најгрижливиот, за да го спаси стадото од волците и да го собере во неговото трво. Хранителот се роди, најбогатиот, за да ги нахрани гладните, не со земја, туку со небо, со неговото небесно тело и со неговата огнена крв. Се роди љубителот на човештвото, најљубениот, да ги прегрне кон градите своји и да им даде љубов на сите луѓе. Откровителот се роди, најголемиот, за да го повлече превезот од Адама и да им го открие на праведните Царството Небесно. Христос се роди, браќа и сестри. Поздравувајќи се со овие зборови, ние меѓусебно си потврдуваме и сведочиме дека во светот дошол оној што требало да дојде за спасение на човештвото и дека не треба да чекаме некој друг. Оној што Бог им го ветил на нашите прародители, бидејќи
otkako gi izvrkal od rajot, onoj koji neznabožcите нареди и племијата мрачно го навестува, кого еврејските пророци јасно го пророкува, ете, он сега сјае на земјата како сонце после долга ноќ. Возлюбени браќа и сестри во воплотениот Син Божи. Во човечувањето на Синот и Логосот Божи е едно неискажливо таинство. Ова таинство посебно го анализира свети Атанасий Велики. Тој вели дека Синот и Логосот Божи не беше врзан за телото, но дека он самиот го држеше. Истовремено беше и внатре во телото, живејќи како човек и како Логос, одржувајќи се, а исто и како Син, секогаш сопостоеше со Отецот. Така кога раѓаше дева, он не страдаше, ниту се осквернуваше, наоѓајќи се во тело, туку он го освети и телото. Се случуваше исто што и со сонцето, кое не се осквернува кога доаѓа во допир со другите тела, ниту исчезнува со мракот, но тоа попрво се осветлува и чисти, така и Логосот Божи, како нетлен, го оживуваше и очистуваше пропаднатото тело кое го беше примил. Исто така Логосот, наоѓајќи се внатре во човековото тело, беше оној кој што како Бог го оживотворуваше истото, оживотворувајќи ја така и целата твар. Нити еден човек не може да направи такво нешто. Никој човек кој гледа се што е создадено и што се движи, без да може да направи или измени нешто, но во Логосот Божи настанува и она што за човекот е неразбирливо, значи, наоѓајќи се во тело, кое го прими од Богородица, истовремено ја оживотворуваше како Бог сета твар и сопостоеше заедно со својот Отец. Едно основно прашање во врска со вочовечувањето на Логосот Божи е: зошто се вочовечи втората личност на Света Троица, а не првата Отецот или третата Светиот Дух? Секако целата Света Троица содействуваше во вочовечувањето, така што Синот прими човечка природа. Отецот го благослови во воплотувањето на својот Син, а преку Светиот Дух беше зачнат. Но факт е дека втората личност на Света Троица ја прими на себе човечката природа. Главната причина е затоа што Логосот Божи, Синот е прототипот на создавањето на човекот. Синот е Логосот Божи, он е образ, икона на невидливиот Бог. А човекот е создаден според образ Божи, тој е според образ, икона на Синот. Според Свети Јован Дамаскин, човекот беше создаден според образот на Логосот и според подобие, тој совршен во добродетелите колку што е возможно за неговата природа. Меѓутоа, со престапувањето на заповедите се помрачи тоа според образот и се оттргна од општењето со Бога. Природна последица беше навлегувањето на трулежноста и смртта во човекот и затоа се вочовечи Логосот, односно Синот, за да го пресоздаде човекот и да го одведе таму каде што би стигнал со неговата благодат и со својот личен труд, односно повторно во општење со Бога. Мили наши чеда, во
новородениот богомладенец. Еве пак, како и тогаш, и сега се повторува ангелската песна која ангелите ја пееле околу пештерата ноќта кога се роди Господ. Слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Да ја пееме и ние таа песна, со неа се изразуваше значењето на доаѓањето и раѓањето на Синот Божи на земјата, целиот устав на нашиот живот. Да го славиме Бога и нека има мир на земјата, нека надвладее добрата волја меѓу луѓето. Тоа беше најпотребното тогаш. Ова е она што му е најпотребно на целото човештво и денес. Да се запрашаме, браќа и сестри, кога Господ му се јави на светот, Он се појави во вознемирувачко време, кога немаше мир на земјата и кога наместо добра волја владееше злобата меѓу луѓето. Во тоа време на светот му се роди Синот Божи, токму во тоа време кога на светот му беше најпотребен и кога на луѓето никој освен него не можеше да им помогне. Затоа го примеја и ангелите и луѓето, и сиромашните и богатите, царевите и мудреците од исток. Ах, колку ни е потребен Христос и денес. Без него народите влегуваат од војна во војна, луѓето запаѓаат од несреќа во несреќа, семејствата одат од пропас во пропас. Без него злобата навлезе меѓу луѓето и го распламти огнот на зависта и себичноста. Денес имаме се повеќе и повеќе раскарани и закоравени луѓе, затапена совест, заслепени души, одровеност, омраза, монструозност и убиства. Сето ова се должи на оддалеченоста на човекот од Бога. Затоа на народите и луѓето од нашето време потребно им е потребен Христос. Повторно им е потребен Христос. Не им треба некој повеќе од него, како невен насушен леп за гладните и како изворска вода за жедните. Он е единствениот што му е потребен на светот, ништо друго и никој друг. Неопходно е, браќа и сестри, сега сите да сватиме дека неодложно мораме да се спасуваме од отровниот дух на денешното време и да го вратиме Бога во нашето семејство, во нашата мала домашна црква. Денес животот и онака е тежок. Меѓутоа, тој може да стане неподнослив ако од него го извркаме Бога. Кога од домот ќе се изврка Господ, на него место доаѓаат лошите духови, кои го сејат својот смртоносен отров. Затоа, браќа и сестри, да ги отвориме вратите на нашите домови, на нашите училишта, на нашите срца и души, за во него да влезе Бог. Да ги отфрлиме дејанијата на паднатата наша човечка природа. Да се предадеме на дејанијата што доаѓаат од верата во Христа. Да престанеме да ги живееме нашите животи само според упатствата на нашиот паднат и ограничен разум, според острастените похоти на нашето тело, според желбите на нашето закоравено срце. Да почнеме да го живееме својот живот и според евангелските заповеди, според Божјата волја. Ако живееме вака, ќе се спасиме. Ќе се спасиме и себе си, и црквата, и татковината, и пред се нашите деца. Наши возлюбени чеда, браќа и сестри христијани, да се радуваме
защо Христос се роди заради нас. Да се радуваме, но и да го молиме да биде со нас, затоа што тонеме без Него, да се појавува колку е можно почесто и во што е можно повеќе човечки срца. Да не просветлува и да не стоплува со неговата неизмерна љубов, да ги осветлува и стоплува темните, студени пештери на човечките срца, како што некогаш ја осветлуваше и затоплуваше Витлеемската пештера со своето присуство. Да ги постелеме нашите души под неговите нозе, како сламата во пештерата, и нека не гази, зашто ние не сме достојни ниту за неговото газење, а камоли за неговата љубов. Но, иако не гази, ќе не гази за да не лекува и спасува, а не да не повредува, затоа што он е совршена љубов, неизверна милост, разум и чистота. Затоа сите да побрзаме, да му се поклониме на новородениот богомладенец, да побрзаме, браќа и сестри, мажи, жени, старци и деца со песни и восклици, да го прославиме Богомладенецот, нашиот Господ Исус Христос и неговата мајка, Пресвета Богородица. Амин. Мир Божи, Христос се роди, ваш постојанен молитвеник пред Богомладенецот Христа. Нашата смиреност, митрополит Преспанско-Пелагонijski, администратор австралијски, новозеландски, Петар.